Здраво ви добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ја разгледаме номенклатурата на кислородни киселини, која е релативно посложена од таа на бескислородните, затоа посебно видео ја правам. И сложеноста потекнува од тоа што ќе има многу префикси и суфикси кои едноставно ќе мора да се научат на памет. Така. Сега првично ќе започнеме со првиот вид на кислородни киселини, кои се обичните кислородни киселини или на некој начин основните кислородни киселини. Значи, основни кислородни киселини. Сега, кај основните, ќе ги користиме називите, кои дека ќе ги запишам на страна, на и ова. Понекогаш ќе користиме и еста, а за анионите кои ќе се добиваат од киселините, ќе разгледаме како тоа би изгледало, ќе се додава ат. Сега дека ги запишувам за после кога ќе оддалечам едноставно да стојат како сумација. И сега ќе разгледаме примери. Така, првата киселина ќе биде H3PO4. И ова е основната киселина. И ова името го добива од фосфорот. Значи е фосфор и се додава на. Сега нема правилно кога се додава на, кога се додава ова. Едноставно, не знам, по звук или на памет се учат. Значи оваа киселина ќе биде фосфорна киселина. Значи тоа е фосфорна киселина. Сега ќе оставам тука малце простор, бидејќи ќе се навратам на тоа. Сега например ќе идеме на наредна, која ќе ни биде H3 SbO4. SB беше антимон, SN беше калај. Тоа гутнав, не знам која видео беше. Значи SB е антимон, значи ова ќе биде антимон. Сега не може да биде антимон на, него е антимонова киселина. Така, значи ова ќе биде антимонова киселина. Сега ќе напишам неколку примери и само ќе ги разгледаме. Значи ја не идам вака еден по еден, сега само ќе ги запишам па ќе ги дискутираме. Сега тука имаме некои примери кои ги запишав. Например H4 SiO4, тоа е, значи Si е силициум. И ова ќе биде не може сега на некој начин можеби на некој ќе рече повеќе ми звучи да биде силициумна киселина. Но всушност е силициумова. Например јаглеродна киселина, некој може да ќе рече може подобро звучи да е јаглеродова киселина. Така. Сега ја толку пати ги имам слушано што не знам, едноставно по уво ми доаѓаат како би биле. Едноставно постојано се среќавате нисти киселини, со тек на време ќе знаете дали е ова или на. Сега друго прашање некој што би прашал, од каде да знам која е основната. Сега ова е важно, бидејќи сега натаму сите што ќе ги добиваме другите видои, метакиселини, дикиселини, тиокиселини, ќе бидат изведени на некој начин од основната. Значи ова е основната. И едноставно основните, сега може да сватиш каква е хемиската формула и да добиеш молекулската формула, но тоа е многу, сега не е толку комплицирано, но е комплицирано. Треба да се гледа по периоден систем и да се знае. Например, водородот гради единична врска, така? Там една врска гради. Кислородот гради две врски. Сега не во сите соединенија, да речеме да гради две врски. И треба да видиш силициум колку врски гради и некако би можел да добиеш колку водороди треба да имаш, колку кислороди треба да имаш, колку силициумови атоми треба да имаш. Но тоа е некој начин многу посложено. Едноставно, основните овие, например, дека што ги запишав, и има и други кои треба да се запатнат на памет. Како се? Дека е H2CO3, дека е HNO3, дека е H3SbO4 или за фосфорна H3PO4, не знам, сулфурна H2SO4, например, тука не сум ставил. Има некои кои постојано се среќаваат, особено сега ги среќавате например по биохемија, која ќе збориме особено H2CO3 ќе среќаваме азотеста, ќе среќаваме сулфурна, ќе среќаваме фосфорна. Најчесто ќе граат некакви пуфери или ќе учествуваат во пренос на јаглерод диоксид и така натаму, но тоа веќе во биохемија. Едноставно има некои, како што викам, има некои основни кои почнат да се среќаваат и едноставно ќе мора да се научат на памет, бидејќи наредните се изведуваат од нив. Сега, овдека оставив еден празен простор, зошто со цел да го искористиме ова еста, што овдека го имам ставено на страна. Еста е кога од некоја основна, не од основна, например овој елемент, фосфорот, може да гради два вида на киселини, кислородни киселини. И таа што е во пониска оксидациона состојба,
ставаме на ставката еста. Значи H3PO4 е фосфорна киселина, а H3PO3, значи ева како ја забележиме со друга боја, H3PO3, значи во природата фосфорот гради и таква. Таа, која е со пониска оксидациона состојба, додаваме на ставка еста. Значи ова ќе биде фосфореста киселина. И затоа е важно на некој начин да се знае, како што реков ова основната, со цел да видиш дека кога има еден кислород помалце, од тоа што најчесто го среќаваш, ќе додадеш еста, значи тоа е фосфореста. Сега сличен пример имаме на пример и со антимонова, овдека некогаш може да биде 3 и таа нема да биде антимонова, таа ќе биде антимонеста. Добро, и сега што ни остана уште од овие основните? Ни остана АТ. Така, да идеме кај се користи АТ. АТ, како што реков, се користи за анионите кои се образуваат од киселината. Значи, ај вака ќе да речеме малце. Имаме се овдека киселините и сега, како што зборевме кај безкислородните, не се навраќам многу, да пререваме Х, имаме тука киселински остаток, тоа дисоцира на Х плюс и на К минус. Така, колку водороди ќе изгуби, толку минусот ќе биде, мислам, тој предзнак ќе го има пред минусот. Например, ако изгуби 2 водорода, дека ќе биде 2 минус. Така, зависи каква била основната молекула. Сега, кога го знаеме тоа дека така дисоцира, можеме всушност да ги изведеме анионите кои ќе се добијат од различните киселини и на нив се додава наставката ат. Сега, овдека немам запишано, неверојатно требаше да запишам, ај сега ќе запишам. Така, нека стои ид, ќе видите зошто е битно. Например, ајде прв ќе го изведеме анионот кој потекнува од фосфорна киселина. Тоа ќе биде, ева ќе го запишеме, земам подебело. Тоа ќе биде PO4 3 минус. Така. Сега, овој анион всушност ќе добие наставката АТ. Затоа ќе се вика фосфат. А за тие аниони кои се изведуваат од киселината која е во пониска оксидациона состојба, во овој случај ќе земеме фосфореста. В тој случај нели анионот ќе биде PO3 3 минус. Тогаш се додава наставката ИТ. Значи нема да биде фосфат, него ќе биде фосфит. Сега, најчесто се следи ова правило. Но, бидејќи има тривијални мија кои останале, има голем број аниони кои не го следат ова правило. Сега, пред да видиме некои кои го следат правилото, значи тоа би било со селен, само дека исто запишеме дека може да биде и во пониска оксидациона состојба. Така што, кога би ги извеле анионите, ќе запишеме. И се само ќе запишеме мијата, бидејќи го гледате принципот на кој го изведувам анионот. Едноставно го зимаш само овој дел и овдека пишуваш 2 минус. Така. Значи, како би се именувал овој анион? Значи, името би било селенат, кога би бил како селенова киселина, и селенит кога би било селенеста киселина. Овдека значи би било антимонат, антимонит, да не ги запишам, сега само ќе ги запишам исклучоците. Барем тие кои се чести. Значи за силициум кој ќе се изведе анионот, всушност не е силициумат, него е силикат. Еве овдека имаме примери. Значи не е силициумат, значи ова не е, затоа е со црвена боја. Ај ќе земам и ова нека биде стрелка со црвена боја. Значи не е силициумат, него е силикат. Не е јагленат, него е карбонат. И ова е многу често, CO3 минус, мислам CO3 2 минус, карбонат често се среќава. Не е азотат, него е нитрат. И исто и ова многу често се среќава, NO3 минус. Така, значи овие се некои случаи, нормално постојат и други, но овие се почестите. Сега со тоа ги завршуваме основните, на некој начин, основните кислородни киселини, иако всушност се наредните кога се дел од основните, така што сега нив ќе ги разгледаме. Сега, наредни кои се? Наредни се киселини каде што елементот гради повеќе од две киселини. Сега видовме некои каде што имаме основната, имаме таа која е во пониска оксидациона состојба, например фосфорна и фосфореста, така. Ама има некои си елементи, например не фосфорот, ама има други како хлород, кои градат 4 киселини. Сега, тие кои градат повеќе од две, значи кои градат повеќе од две, се всушност во оваа втора група од наводници.
И сега ние ќе разгледаме всушност само еден пример, со цел да биде појасно, но истиот пример, значи може со другите киселини би работел. Мислам со тие кои имаат повеќе од 2 киселини, кои имаат односно 4 киселини. Сега киселината, во прашање за која ќе збориме, е всушност хлорна киселина, така. Сега, вака ќе ја запишеме првен тука. HClO3. И ова е хлорна киселина. Сега, киселината која би била со пониска оксидациона состојба ќе биде, нели, HClO2. И тоа ќе биде хлореста киселина. Океј, за сега е лесно, така, ова е како минатите. Сега, хлорната киселина всушност гради повеќе киселини. И имаме таа која е со повисока оксидациона состојба, HClO4, таа која е се уште пониска, која е HClO. Овака го пишувам, изгледа како И, ама всушност е L, O. И да видиме како ќе биде името на овие. Првично, всушност тоа целото ќе отиде од дека, така, ќе отиде од дека и сега пред него всушност само се става префикс кој е всушност пер. Така што таа која има повисока оксидациона состојба е перхлорна киселина. А таа која е со најниска оксидациона состојба всушност го правиш следното. Ја зимаш оваа киселина, или ја спушташ овдека доле, го спуштам името, и само пред него ставаме хипо. Така што името ќе биде хипохлореста киселина. Значи, не е само да додадеш хипо и пер на хлорна, него која ако е пониска е хипохлореста, значи не е хипохлорна, него е хипохлореста, а ако е со повисока оксидациона состојба е перхлорна. Значи овдека само ќе ги запишам вака. Второто имаме значи пер и имаме вака стрелки. Хипо. Сега, што правиме со анионите кои ќе се изведат од овие соединенија? Така, дека ќе имаме анион кој ќе биде ClO4 минус, дека ќе имаме анион кој ќе биде ClO3 минус, тука ќе биде ClO2 минус и ова ќе биде ClO минус. Сега почнеме со тие кои ги знаеме. Овој кој е од нормалната киселина, ќе биде хлорат. Така се додава АТ. Тој кој беше со пониска оксидациона состојба беше хлорид. Се додаваше и Т. Така. Сега, кај тој кој е со повисока, всушност важи исто правило како овдека општо кога ги земавме тие со повисока и со пониска оксидациона состојба. Значи, ќе биде перхлорат. Перхлорат. Значи, само ова се менува. Ќе беше со виолета обоја. Перхлорат. Ова погодете како ќе биде. Ќе биде хипохлорид. И Т. И Д беше за бескислородните. Значи, хипохлорид. И така се добиваат имињата на анионите кои ќе се добијат од овие киселини. Добро, тоа беше за тие кои имаат повеќе од 2 киселини. И сега ќе идеме на наредните кои се метакиселини. Сега ќе идеме на третиот вид кислородни киселини. Третиот вид кои се метакиселини. Сега, кај метакиселините всушност само се додава наставката мета. Така, само ќе обележиме тоа тука. Мета. И овој вид на киселини всушност се добиваат со одземање, значи се добиваат со одземање на молекула вода. Значи минус H2O. Сега што се одзема молекула вода? Се одзема од основните киселини. Така, значи ги видовме кои беа основните, така да преравија се некои основни киселини. И кога ќе одземеш вода, се добива киселина која е мета од основната. Сега, нормално ова можеш да го правиш само со киселини кои што имаат барем 3 водородни атоми, така H3, некој си киселински остаток. Биеха ако има на пример H2 и некој си киселински остаток, кога ќе одземеш молекула вода, ќе добиеш само киселинскиот остаток, така. И плюс кислородот кој си го одземал.
Така да што ова може да се направи само со киселини кои има барем 3 водородни атоми. Тоа ќе го забележиме вака. И сега ќе видиме пример со две киселини кои ќе бележам со виолетова боја. Првата ќе биде HPO3. Другата ќе биде H2SiO3. Сега, прво ќе запишам имињата, па после ќе објаснам како всушност сме стигнале до нив. Значи, првата не е метафосфорна киселина, втората е метасилициумова киселина. Така, ако видиме овдека, всушност фосфорна киселина беше H3PO4. Ако одземеме вода, ќе добиеме HPO3. Така, ќе добиеме HPO3. Односно, може да го направиме обратното, на HPO3 да му додадеме вода, H2O, и со тоа ќе се добие H3PO4. И сега името на оваа беше фосфорна, така што името на оваа ќе биде метафосфорна. Истото правило важи и за метасилициумова. Така, еве овдека силициумова киселина, така ја гледаме силициумова киселина, и од која ќе се одзема вода, станува метасилициумова киселина. Сега, за да ги изведеме анионите, еве дека вака на страна ќе ги изведам анионите, тука ако го изведеме анионот, тој ќе биде PO3 минус, овдека ако го изведеме анионот, тој ќе биде SiO3 2 минус. Сега, името на овој првиот анион ќе биде всушност, ако беше само од фосфорна, ќе беше фосфат. Така, но овој зашто е метафосфорна, ова ќе биде метафосфат. Додека тоа од силициумова, анионот беше силикат, така што ова ќе биде метасиликат. И нормално ако се изведуваат од, например, фосфореста киселина, ќе биде метафосфит. Така, например, ние овдека сега имаме метафосфат, но ако го изведевме, например, од фосфореста, ќе беше метафосфит. Добро, тоа беше за метакиселини. Сега ќе преминеме на четвртите кои се дикиселини. Сега, видовме дека кај метакиселините само се одземаше молекула вода. Кај дикиселините, што се прави? Ја зимаш некоја основна киселина која треба да има барем 2 водородни атоми, например H2K, ја удвојуваш, значи идеш пута 2, значи ќе добиеш H4K2, така, и одзимаш молекула вода. Ќе земеме со сина боја, минус H2O, и добиваш D од основната, значи D и името на H2K во овој случај. Значи метакиселини беа одземање на вода од основната, додека дикиселини се одземање на вода од удвоената кислородна киселина. И сега ќе видиме како тоа изгледа. Сега, само пред тоа да го напишеме, зошто мора да има барем 2 водородни, бидејќи кога ќе се удвои, да има 4. Така, бидејќи ќе одземе молекула вода за да не остане без водород. Сега би требало и овдека да има минимум 3, ама за да има минимум 3, ова првата треба да има 1,5, така што не може. Така што викаме дека минимумот е 2, а не дека е 1,5. Иначе ќе беше 1,5. И сега да видиме пример каде што ќе ја земеме фосфорна киселина. Значи идеме H3PO4. Ќе удвоиме, ќе добиеме H6P2O8. И сега ќе одземеме молекула вода, значи минус H2O. И ќе се добие H4P2O6. O7 еден кислороден атом имаме. И оваа киселина всушност ќе се вика дифосфорна киселина. Така, ајде сега ќе го запишеме името. Ајде сега ќе земеме пример каде што ќе биде наместо фосфорна, сега ќе искористиме фосфореста киселина. Значи фосфореста киселина беше H3PO3. Така. И ова всушност ќе ни даде H6P2O6. И сега минус, ајде дека биде со фиолетово, нема врска, минус H2O, тоа ќе ни даде H4P2O5. И ова ќе биде дифосфореста, бидејќи таа од која започнуваме е фосфореста киселина, така. Да го запишеме името, значи дифосфореста киселина. Сега некој ќе праша,
Ако мене на тест ми е дадено само ова, така, дадено ми е само ова, од кај да знам од кај доаѓа, така? Едноставно ќе видиш дека има фосфор, има ова, кислород, водород, и од прилика ќе видиш да ако има вакви големи бројки, тоа значи дека е умножена, така, умножена е со 2 и одземено е молекула вода. Така кај мета киселините беа помалце од основните, така, беаме HPO3. Тоа е помалку, така што овдека е одземено, ќе знаеш дека е мета киселина, а ако е па со многу големи бројките, ќе биде некоја си ди киселина. И едноставно само ќе додадеш вода, па тоа ќе го поделиш со 2. Значи ова кога ти е дадено, едноставно ќе ставиш молекула вода, H2O, и после целото ќе го поделиш со 2 и ќе добиеш основната киселина, така? И треба да го знаеш името на основната киселина и потоа само додаваш ди и го добиваш името на ди киселината. И овдека ако би ги извеле анионите, например да ги изведеме анионите на оваа овдека првата, тоа ќе биде 5,2 O7 4 минус. Така, на оваа другата ќе биде 5,2 O5 4 минус. И овој овдека анион ќе биде дифосфат. Овој ќе биде дифосфит. Гледате дека се гради на минатите, така? Значи имаш основните и се потекнува после од основните. Ако знаеш дека ат се става на анионот кој потекнува од таа киселина која има нормална оксидациона состојба, дека ит се става на таа која има пониска оксидациона состојба, нели еста која беше, ќе знаеш која претставка, наставка треба да ставиш. Сега нормално ја тука може да земам да ставам куз неколку примери, ама видеото би било ептено огромно. Ама кога ќе сватите општата идеја, не е нешто толку тешко. Едноставно само треба да се научат основните и понатаму ќе се изведат овие метакиселини, дикиселини и сега последните кои ќе ги разгледаме тиокиселини. И ќе бележиме тие овдека некаде, значи пети. Сега, кај тиокиселините, наставка која ја ставаме е тио. Но има малце разлика. Бидејќи тиокиселините ќе видиме што ќе правиме, но всушност ќе заменуваме кислороден атом, така ќе го заменуваме со сулфурен атом. Така, и врз база на тоа, колку кислородни атоми сме замениле, например, ако сме замениле еден, ќе има наставка тио. Ако сме замениле два кислородни атоми за два сулфурни атоми, ќе биде ди тио. Ако сме замениле три кислородни атоми за три сулфурни атоми, ќе биде тритио. Така, значи овие се грчките префикси кои беа кај номенклатурата на оксидите. Така, ако замениме 4 кислородни атоми со 4 сулфурни атоми, ќе биде тетратио. И така натаму и така натаму. Значи важни се грчките префикси да се ставаат, но главното е тио. Така, ќе ставам N и овдека N тио. И сега ќе видиме некои примери. Например, ќе започнеме со една киселина која на која напишам само крајното може ќе биде збунувачко. Ќе започнеме со H2SO4. Сега, ако еден кислороден атом замениме во еден сулфурен, тоа значи на некој начин извадиме кислор, додадеме сулфур. Така, значи заменуваме кислороден атом за сулфурен. Дека стои ова тука. Што ќе се добие? Ќе се добие, ќе бележиме со некоја друга боја, добие H2S2O3. И ова ќе биде тио сулфурна киселина, бидејќи оваа првата, така основната е сулфурна киселина, така што името на оваа овдека киселина ќе биде тио сулфурна киселина. Сега, што ако повториме процесов повторно? Така, од таа тиосулфурна киселина, сега повториме, уште еднаш го повториме процесот, така што одземеме кислород, додадеме сулфур. Што ќе се добие? Ќе се добие, повторно ќе биде H2, но сега ќе биде S3O2. Името на оваа киселина ќе биде дитиосулфурна киселина. Значи дитиосулфурна киселина. Ајде ќе земеме само уште еден пример, но сега нема да го изведам, едноставно само ќе напишам крајното. Тоа ќе биде H3
SB S3. И сега пример на тестот теста е во киселини, сега ти треба да го именуваш. Сега гледаш дека нема кислороди, ама знаеш дека е кислородна киселина, тоа значи дека сите кислородни атоми се замениле со сулфури. Така, тоа значи дека првичната била H3 SB O3. Тоа значи дека три пати се извршила замената на кислород со сулфур. Тоа значи дека името на оваа ќе биде 3-тио антимонеста киселина. Бидејќи беше O3, а O4 е антимонова, така што ова ќе биде 3-тио антимонеста киселина, бидејќи потекнуваше од SbO3. Тоа беше еста, ако беше O4 ќе беше ова. Така. Значи ако беше O4, дека ќе беше ова. Ама бидејќи O3 е еста. Значи 3-тио антимонеста киселина. И сега само да ги изведеме уште анионите кои ќе произлезат. Например, овој тука анион, дека нема место кај да пишувам, а вака не може натаму. Овој тука анион ќе биде S2 O3 2-, бидејќи потекнува од сулфурна ќе биде сулфат и бидејќи потекнува од тиосулфурна ќе биде тиосулфат. Така, значи тоа ќе биде тиосулфат. Овојов дека анион кој ќе го изведеме, вака чекаме дека стои тоа. Ставиме тука, тој ќе биде S3O2 2-, тој ќе биде дитиосулфат. Така, ај тој ќе го запишеме. Биде дитиосулфат. Ако беше од сулфуреста киселина, ќе беа дитиосулфит. Но бидејќи сега од сулфурна е сулфат, а не е сулфит. Ајде да видиме уште анионот кој е од 3-тио антимонеста. Тој ќе биде SB S3 3-, и тој ќе биде 3-тио и бидејќи потекнува од еста, антимонеста киселина, ќе биде 3-тио антимонит. 3-тио антимонит. И тоа ќе биде името. Така, значи и имаме зашто е од еста киселина, од таа киселина која има пониска оксидациона состојба, и 3-тио бидејќи е од 3-тио киселина. И тоа беше се за кислородните киселини. Сега мислев да напишам и реакции како се добиваат различни киселини, но тоа едноставно нема никој да го памти, мислам дека не ни се учи тоа. Затоа мислам дека ова е најважното. Значи имавме тиокиселини, дикиселини, метакиселини, ако малку погоре да отидам. Метакиселини основните или тие кои градат повеќе како перхлорна, хипохлорна и така натаму. Сега некои работи онака кои мене например ме бунеле, но потоа кога ги разгледав сфатив дека нема потреба да ме бунат. Например си мислев сега дека го гледаме ова, и сега ова е PO3, така. И сега дека имаме PO3. Сега се викав од каде да знам сега кој е, од например само ако ми е даен анионот, така. Дали е фосфат, дали е нешто друго, од каде потекнува. И потоа сватив дека всушност овдека има разлика, овдека е 3-, а овдека е само минус. Така што можеш да изведеш тој PO3 дека овдека има само еден водород, и ако имал еден водород, тоа значи дека потекнува од мета фосфорна киселина. И затоа тој PO3 е метафосфат, не е фосфат. Добро, тоа беше се за ова видео, вака ги поминувам некои работи кои сум ги напишал, ако сака некој ко општо си ги да ги разгледа, не е шетан из видеото. Така и тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во